Синоќа во Струмица во полициски час се делеле донации од семејството Заеви. 11 лица со поголем број пакети со непозната содржина биле затекнати вчера вечер во 22 часот и 30 минути на улица од страна на полицијата. Дел од лицата кои биле фатени имале дозволи за движење издадени од општина Струмица. Од страна на полициски службеници, лицата се легитимирани пошто е констатирано дека дел од лицата поседуваат дозволи за движење на вработен, поради вршење на сменска и ноќна работа. Издадени од Сдружение за хуманитарни цели, Сите заедно можеме. А дел од лицата поседуваат известување издадено од Општинскиот штаб за заштита и спасување при општина Струмица на 10.4.2020 година. По насоки на дежурен јавен обвинител, полицијата им ги одземала дозволите за движење, а влегли во магазинот, каде што се донациите на семејството на поранешниот премиер. Обвинителството ги побрало документите за потеклото на стоката, кој како ги добиле, доставата на хуманитарните пакети е одблокирана. По насоки за постапување од јавниот обвинител дадена е наредба на полициски службеници физички да се обезбедуваат пакетите со непозната содржина, се до моментот на доставување на целокупната документација за истите од страна на Сдруженијето за хуманитарни цели Сите заедно можеме. Со реакција се јави и лидерот на СДСМ Зоран Заев. Тој во Фејсбук објава никаде не го споменува делењето на донации во полициски час, само ги нападна Мицковски и Наке Чулев. Вели се обиделе да спречат хумана и солидарна акција. ВМРО ДПМН преку полициски структури попречува хуманитарна помош за граѓани преку злоупотреба на државните институции. ВМРО ДПМН со полициски режимски структури синоќа до рани утрински часови вршеше притисок и закани врз волонтери и членови на граѓанска организација. Иако нема ништо официјално, се шпекулира дека имало обиди владеачката партија да ја сокрие целата полициска акција и да не се евидентира во полицискиот билтен. Наводно се вршел притисок врз полициските службеници да извршат промена на записниците, каде што бил констатиран пропуст. Постојат сомнежи дека корона кризата се злоупотребува во политички цели за предизборен подкуп на гласачи.